Чуйте, царот нареди и рече, кој нема да слуша Loading на Student FM, главата ќе му се сече. Здраво, здраво, драги слушатели, добродојавте во првото издание на емисијата Loading за гейминг и IT. Јас сум вашиот водител Кирил Трагов и во наредните 15 минути ќе слушнете нешто повеќе од светот на игрите и што и како има ново таму. Прва денеска на листата ни е Diablo 3, односно новата класа Монах, потоа ќе слушнете нешто повеќе за StarCraft 2, веднаш после тоа ќе слушнете нешто повеќе за Skyrim, а веднаш и понив ќе има нешто повеќе за Dota 2 и Battlefield 3. Се надевам дека ќе уживате во изборот кој го направивме за вас. First Blood. Кога почнавме да тестираме Diablo 3 бета верзијата, се разбира дека гледавме да пробаме нови работи, а особено новата класа Монах, која налекуваше на лошо сеќавање на нешто што тргнало наопаку во Diablo Hellfire, што се покажа дека таа експанзија и не е дело на Blizzard. Монахот што го гледаме во ова трето продолжение нема ништо заедничко со неговиот претходник. Монасите користат специјални рачни оружја како Rope Fists или Adept Talons, како и стафови наречени Bo. Сметаме дека користењето на две оружја истовремено е поефикасно, бидејќи ја зголемуваат регенерацијата на спиритот. Треба да си има на ум дека нападите на монахот се воглавном удари со раце, удари со нозе и бутнување со рамења. Слично како варваринот како класа, монахот исто така има и генератор и спендер вештини. Но овој случај тоа се спирит генератор и спирит спендер. Покрај ова, монахот добива и мантра кој дава одреден ефект на магиите која трае од некоја магија или вештина која ќе биде изведена. Пасивниот дел од можностите на карактерот се достапни на 10-тото ниво и затоа ќе бидете во можност да изберете само 4 пасивни вештини во бетата. Веруваат од Blizzard дека вака работите ќе останат колку толку поизбалансирани. Сите сме свесни за фактот дека секој геймер го практикува терминот overpowered или пресилен, но сега за сега не може да се стори многу околу оваа класа. Како и да е, има уште многу, додека официјалната верзија на Diablo 3 е пуштена, што значи дека има уште време и простор да се добликуваат работите.
Од сцената на Diablo 3 се префрлуваме на сцената на StarCraft 2, Heart of the Swarm. Еве неколку факти за таа игра. Blizzard неодамна во јавност објави неколку факти за својата експанзија на играта, StarCraft 2. Сите вие што се чудите што точно ќе има ново во ова прво приложение и не сте били на BlizzCon, еве ви шансата да знаете. Како прво и основно, се разбере дека приказната на StarCraft 2 и сагата за Кериген ќе продолжи онаму каде што застана. За повеќето од нас, крајот наликуваше на шпанска серија, но најубава си ја завршија приказната. Приказната ќе биде надополнета со отприлика 20 нови мисии за сингл плеер, што значи, како што ни е познато од основата StarCraft 2, дека Blizzard даде можност за избор на тек на настаните и можност да се одбере помеѓу две сценарија, што знае да резултира со не секогаш еднаков број на кампањски мисии. Нова сингл плеер кампањска механика, што значи дека на своите фанови Blizzard ќе им даде можност да создадат нови способности и единици за својата Zerg армија. Таму ќе биде Кериген во својата човечка форма и таа ќе се обидува да си ја поврати силата и ќе сака да ја поврати контролата над ројот. Искрено, не знам колку би сакале тоа да го видиме или сакаме целосна нејзина рехабилитација, но сепак ќе видиме што има Blizzard тука да ни понуди и како ќе заврши целата таа работа. Нови единици и мапи за мултиплеер, можност за нови стратешки извори и значајна геймплей длабочина на секоја раса. Оваа работа до некаде е и познати неопходна за секоја експанзија на игра за да се задржи старото, а сепак да си има и нешто ново. Проложените можности и функционалности за Battle.net за да се подобри ингейм пребарувањето и се разбира нови алатки за авторите на мапи за да може да направат уште подобри и поепски мапи. Последната работа што ни ја нуди Blizzard за ова нејзино проложение на StarCraft 2 се нови пререндерирани и ингейм синематици кои ќе ја доведат целата приказна во живот и ќе ни овозможат многу часови забава. Monster Kill! За сите фанови на Elder Scrolls еве нешто што може да ги интересира. Конечно, Bethesda ги објави и PC побарувањата за нејзината игра Skyrim. 11 ноември, како да ни зирка од календарот, а со тој и неговото проложение на Elder Scrolls 5 Skyrim. Што значи, за да се осигурате дека се ќе ви оди како потмачкана на вашиот компјутер, треба да се погрижите вашиот да има и следната конфигурација. Оперативен систем Windows 7, Vista или XP. Процесор Quad-Core Intel или AMD. 4 GB RAM, 6 GB hard disk простор, DirectX 9, компатибилен со Nvidia или AMD ATI видеокарта од 1 GB RAM, по можност да е Nvidia GeForce GTX 260 или ATI Radeon 4890. Доколку не сте во можност да ја набавите оваа конфигурација, секогаш постои алтернатива со минимум побарување. Се разбира, оперативниот систем е се уште Windows 7, Vista и XP. Процесорот може да биде овој пат Dual Core на 2 GHz или нешто појако од тоа, 2 GB системски RAM, 6 GB простор на хард дискот. И се разбира DirectX 9.0C или подобро со видеокарта од 512 MB RAM. Еве нешто што ќе го стиши гладот на сите Dota 2 фанови. Повторно Valve направи одлука да пушти во живо поголем пач за нивната очекувана Dota 2 видеоигра. Според Valve, во последната верзија на Dota 2 ќе не запознаат со Huskar, Batrider и Jakiro. Заедно со оваа новост ќе биде додаден и системот за вреднување, што значи дека по секој одигран меч со противникот ќе можете да го наградите или казните неговиот однос према вас со одредени поени. Покрај ова ќе добиеме и надградена верзија на перспективниот поглед во модот публика. Но се разбира тоа не е се. Има и мал милион работи кои се додадени како фиксови во пачот. Но во интерес на времето ќе ви одвоиме некои од најинтересните. Ботовите сега напаѓаат и ни пријатели кои не се херои. Ботовите сега имаат помали шанси да престанат со напад кога целта е успорена или зашеметена. Ботовите ќе купуваат прав или гем која играат против Sand King. Ботовите даваат приоритет во прекинување на непријателите што прават магија со канализирање. Поправени се голем број на случаи каде што ботовите се заглавуваат додека се обидуваат да употребат некој предмет на невалидна цел, магија, имун, бесмртен или слично. Ботовите сега подобро се бранат во база. Ботовите би требало помалку да се фокусираат на освојување кога имаат непријателски херои во близина.
ботовите помалку ќе го спамираат чатот со нивни објави и намалена е желбата за тенкање на ботот на коли. Ета така. Ова што слушнавте е накратко што има во новиот патч на Dota 2, односно на фирмата Valve. И последната новост за оваа емисија, драги слушатели, ни доаѓа токму од Battlefield 3 или EA Games. Battlefield 3 на 25 октомври конечно стигна и до гейминг продавниците ни светот и многу подалеку преку интернет. Сите машки, стари и млади, со големо неочекување чека оваа дата, знаејќи што значи овој производ. Првиот дел на оваа франшиза, Battlefield 1, својата кулминација ја дочека токму неколку дена по нејзиното официјално промовирање. Сега компанијата Bad Company, реализаторот на оваа игра, заедно во соработка со DICE, компанијата која е одговорна за графичкиот дел на играта, конечно ја финализираа и ја пуштија во продажба Battlefield 3, за да го смират гладот на своите фанови. Целата таа работа одзеде многу време, па така на почетокот Battlefield 1 беше достапна само за на PC, додека денес компанијата направи напор за проширување на својот производ и за Xbox 360 и PlayStation 3 пазарот. Ваше само изборот на конзола, страна и начин како да добиете битката.
За да се потврди квалитетот на играта, Nvidia изработи нов пакет на драйвери за незините графички картички кои може да ја поддржат Battlefield 3 и Rage. Промената е во тоа што Nvidia го зголемила фрейм рейтот на графичкиот процесор на овие картички. Според неа, новите драйвери го зголемуваат фрейм рейтот на Battlefield 3 дури за цели 11%, што значи дека сите GeForce корисници бидете сигурни дека го имате најновиот апдейт за вашата графичка карта. Овие драйвери исто така може да користат и при играње на Metro 2033, со што фрейм рейтот е зголемен тука за 13%, а и се очекува подобро да работат со очекувањата на Batman Arkham City. Се надевам дека уживавте во содржините кои што ги подготвивме за вас во ова прво издание на емисијата Loading. Останете со здравје до наредната среда, до 13 часот се разбира. Ние до тогаш ќе ви подготвиме многу повеќе содржини и многу повеќе забава за вас. Што да ви кажам друго, останете ми со здравје и се слушаме до тогаш. Чао, чао!